Почитувани гледачи, во студио влезе колегата Свето Стаменов и како што е вообичаено, надвор од сите договорени работи не можеме да стигнеме да се договориме како да го почнеме овој разговор. Прво да му кажам добар ден на колегата Стаменов. Добар ден. Сакам да го променам пристапот на водењето на овој разговор кој што го планирав, на тој начин што прво ќе ја покажам оваа книга на гледачите и збор 2 прво за книгата, а потоа ќе кажеме збор 2 и за вашата историја во новинарството, пред се во Македонското радио. Како дојде оваа книга да се издаде? Дојде на еден невообичаен начин. Јас долго време 4-5 години сум пријател со поранишниот словенечки амбасадор во нашава земја, Милан Јазбец. Сработувавме 2-3 години интензивно преку радио интервјуа што ги се реализира со него. И од тие радио интервјуа излезе книгата Скопски разговори, која беше промовирана пред 2 години. Човекот доаѓа, речи секој 2 месеца во Скопје, нонстоп се гледаме и падна муабет буквално што има другите напишано за мене. За мене. Вика, да е Свето да направам книга. Викам, добро, муабетот беше прво даде некој наслов книгата се вика Поклон пред свингата на македонски журнализам, што си спокаравме, мислам каква свинга, како и не ради свингата, меѓутоа као свинга, него Свето Стаменов не може да биде времен новинар, мислам за мене. Си замена за Јубљана, се врати по 2 месеца, вика јас решив, книгата се вика Поклон пред бардот на македонски журнализам Свето Стаменов. И за тоа си спокарав. Затоа што јас злоопшто не се чувствувал као бард, гледајќи ги другите колеги наши и тука и надвор. Меѓутоа тој рече, јас така решив и така ќе направам. И навистина човекот направи, објаснува што значи бард за него, та така малку се смирив околу тоа. Инаку книгата содржи 130 текстови, така кои колеги мои од радиото, универзитетски професори, политичари ги пишувале по разни поводи. Ти тебе славе тука. Да, сега го најдов со едно интервју кое го направивме кога се вратив од Босна и Херцеговина. Така е. Ти беше тогаш на втората програма на Радио 2. Водеше Радио Берза, ми се чини, така беше. Да, бе еден од основачите на таа емисија. Ме прашуваше за црниот пазар во Сараево. Во воени услови. Така да, тука се собрали 130 текстови кои собра Јазбец, ги приреди и се наредени хронолошки. Значи, тука има мислење на мои колеги, Зоран Иванов, Славе Младеновски, Билјана Таневска, да не ги редам, Ангеле Гушевски, покојен Тодор Кермичиевски. И тука се собрани сите рецензии што се пишувани по повод во врска со моите книги што ги објавив. Книгата излезе кон крајот на почетокот на март, ја промовиравме на 27 април во домот на РМ. Она што ми паѓа во очи е всушност една историска димензија во одвија текстови. Тие практично не се ограничени. За цело време авторите на овие текстови, меѓу кои, како што рековте, сум за еден текст и јас, ни на крајот памет не ми доаѓа дека мислата дека водењето разговор што сме го направиле, сега ме подсетивте, на втора програма ќе стане дел од една ваква реномирана публикација на колеги. Па јас не верував. Веројатно на колегата Јазбец треба да му заблагодариме прво на идејата, а потоа на документаристиката за овој настан, особено што мислам дека како во големите дела на сликарите во историјата, кога не можеле да проценат колку е вредноста на сликата, денеска тие слики се продаваат со милионски суми. Сакам да кажам дека и оваа книга можеби во овој период нема да ја забележи таа вредност. Меѓутоа, за неколку децении, веројатно таа историска димензија кој нас нема да не има веќе меѓу живите, и кога луѓето ќе читаат или ќе бараат да се потсетат, ова ќе биде многу интересен историски документ. Значи, книгата не говори само за мене. Да, не за мојот растеж. Книгата буквално, ја мислам дека тоа добро го забележа и Јазбец, добро го забележа и овие рецензентите, посебно Димитар Пандев и Трајан Гоцевски и Цане Мајановски, кои рекоа дека книгата буквално е пресек на поглед
врз последните 30 години независна и суверена Република Македонија. Така. Односно, се дава една слика во тој период во кој јас сум действувал, односно се уште действувам фактички као новинар. Дури можам да речам дека ова е прва публикација и оригинална во овој поглед од ваков вид. Јас до сега немам сретнато. Се нема што кажам за тоа. Мислам, искам Не, дека не, се тоа е фалам, констатација. меѓутоа факт е овој, Факт да. е, заедничкиот И елемент факт е овој пенаров да кажам, мислам, да не бидам толку скромен. Сепак овој многу ми е драго што ете сето стамено се појавува и преку книга, низ очите на други. За разлика од големи новинари кои ги имаме во Македонија, кои си сами знаеш какви си што. Сега за гледачите Стаменов само ќе потсетам дека имате повеќе децениско работно искуство во Радио Скопје. Мислам дека некоја година и повеќе од мене како хонорарен соработник во Радио Скопје пред да не примат двајцата како новинари на Да, тоа славна радио. генерација. Да, стварно вистина бевме славна генерација. Мислам дека повеќето останаа во новинарството, некои многу повеќе направија кариери во тој поглед. Кога би направиле анализа на почетоците во новинарството со денешната политика на водење на новинарството, има ли споредба? Споредба секако дека има и разлики големи. Меѓутоа, Сега- кои се резултатите? Резултатите се гледаат. Се гледаат? Се гледаат и како се гледаат резултатите. Јас ќе кажам со новинарство почнав да се занимавам уште во студентски денови, како практикант во Радио Белград, пошто завршив политички науки во Белград, општа политикологија и новинарство, и продолжив потоа во тогашна телевизија Скопје, сега македонска телевизија. 2 години бев као хонорарец во надворешна редакција. Па отидов во војска, па се вратив од војска, па едва ме примија повторно хонорарно. И станав дел од таа славна генерација дескаджи на македонското радио. 88 мислам беше или 89 август. Да. Во која бевме јас, ти, Свето- Љупчо Накев, Љупчо Баве Велевски. Груевски, пејачот, Да. Дуле Христо кој сега пред месец-два отиде во пензија, Љупчо Велевски, Така. Тие сме, да, 6 души, 6 души. кои буквално после 6 месеци станавме рбетот на таа дневна редакција. Така. Сега, да жал, дневна редакција не постои. Во Радио Скопје? Да, во Радио Скопје. Мислите, постои, ама не е со тој квалитет. Не е то. Сега не може да кажам, мислам не сакам уште да коментирам за тоа. Јас само кажам као група, као единка не постои. Што ми беше зборот? Зборот ми беше дека ние бевме буквално рбетот на таа дневна редакција, поминавме сито и решето, зашто бевме, иако бевме млади. Во тие години се случија тие историски настани. Така. Распад на Југославија, СФРJ. војната во Југославија, Берлински зид, пропаст на Советскиот сојуз, сето тоа го ние следевме и работевме ден и ноќ. Секој ден беше различен. Секој ден буквално беше стресен и различен, али единствено мислам она што нас не красеше беше големото другарство и големата колегијалност. Да, остана. Мислам дека и ден денес сите се почитуваме и Да, се почитуваме, тоа е факт, меѓутоа се гледаме многу поретко. многу Така е. тоа е тоа. Кога би направиле сега некоја анализа исто така во контекст на овие 3 децении што се случија, дали на вистина технологијата и техниката го промени новинарството до степен на непрепознатливост и дали всушност новинарите под наводници станаа мрзливи со техниката на тој начин што го нема она авторство кога ќе дојдат да земат изјава, пресконференција и слично? Само ќе го уклучат диктафонот и ќе ја пренесат веста. Па тука си во право, затоа што техниката нормално иде напред, се сеќаваш ние работевме на тие ленти, на ленташите сега компјутери, не знаеш дали снима, дали не снима, па како снима, па сега сум човек од стариот ков, знаеш, да преслушаш па да видиш дека компјутерот те онде бега. Тоа е факт. А дека новинарството, јас за мене мислам дека моје лично мислење е дека македонското новинарство е во длабока криза. Во длабока криза. Мислиш персонална, стручна? Па и персонална, и стручна, и професионална. И професионална. Професионална. Веќе немаме новинари од тој калибар што го имавме ние, ти знаеш кого све наследивме таму и од кого можеше и од кого да се учи? можеме да учиме. Сега доаѓаат полуписмени новинари. Искрено кажувам, не само секаде по медиумите, луѓе кои врска нема со новинарството се обидуваат да бидат новинари. Во твојата Еве, на пример, тридецениска... ти добро се сеќаваш дека имавме случај во тоа време, кога доаѓаа млади колеги, не знае дека
шеф на дипломатија и министерот на дворешни работи е едно те исто. А ние си играеме со тие термини за да биде веста поинтересна. Така. И ден денеска тоа се случува. Добро, степенот на образование или степенот на стекнато знаење во рамките на образовниот систем е проблемот малку поголем. Сите наставници или професори кажуваат дека генерациите што доаѓаат се помалку читаат, што според мене е и како голем проблем во однос на знаењето да се има за една ваква професија. Значи, пази, Славе, новинар, не значи дека ти си завршил новинарство, дека си почнал да работиш и дека се знаеш. Новинар се мора постојано да учиш, постојано се надградуваш, да ги шириш видиците. Оваа книга е плод на тоа 30 годишно моје искуство. И буквално се гледа како сум ја растал тука. Преку текстовите на другите. Еве, например, да кажеме, таму има текст од 91-92 година кога бев во Босна. Како сум тогаш зборел во тие разговори со вас, со покојниот Тодор Керемичиевски, со Бранка Наневска за Радио Сараево. Па како сега, 2022 година, пошто книгата е, мислам, декември 2021 е затворена редакцијата, за тие 30 години како сум ја растал? Или сум паѓал? Зависи од низ чии очи сум гледан. Ставено, само сакам да на гледачите да им кажеме, овде станува збор за автентични текстови напишани од колегите новинари во однос на нивното искуство за таа ситуација, а некои мислам дека разговори и се автентични и снимени, сочувани од ваша страна. Значи, интервјуите овде што се тие сега малку ќе бидам поширок ќе објаснам, првата верзија на книгата беше со 5 текст од екран. Од 92 година, кога се вратиме и Љупчо Накев, колегата од Сараево, и не викна Нуријата Хаџискерова во екран, као некоја репортажа правеше. Меѓутоа, авторот на книгата, односно редакторот Јазбец, чекај човече, вика, ти мора да имаш некои текстови или разговори што ги правил кој се вратил од Сараево. Да, вика имам. И затоа и книгата каснеше на 2-3 месеца. Сите тие текстови ја ми ги дадов, тие разговори што ги правил со тебе, со пак ќе кажам Тодор Кермичиевски, не знам уште кој беше, и он ги смести. Така да тие текстови, книгата е буквално колаж од рецензии, од мислења по разни поводи и од интервјуа со мене што се прави. Во 3 децени новинарска кариера, заедно со колегите Билјана Таневска и други, како и со реномираните професори како што е Трајан Гоцевски, издадовте неколку книги. Тие книги се поврзани со одбраната во Македонија, односно како област, потоа за македонскиот јазик и веројатно за новинарството. Од каде тој новинарски човечки порив да се пишува и да се оставаат елементи или да се оставаат фрагменти во рамките на таа историја која што претпоставувам приказната Свето Стаменов се уште не е завршена, значи допрва ќе има, и во дадена една историска димензија сите тие книги ќе си најдат свое место во Македонија. Вака, Славе, сум автор и коавтор на 50 книги. Така. Значи, дали 50-51, сега да не ги бројам. Со Трајан Гоцевски веќе имаме 9 книги објавени. Тоа е тетралогијата Македонски безбедносни лабиринти, која сигурно има 70 и кусури радни интервјуи што ги реализирале од 2006 па се до 2020 година. Со Билјана Таневска работевме на серија по повод 65 години, прославата на 65 годишнината од основањето на Радио Скопје, некаде 8 или 9 специјални радио емисии. И тогаш навистина се прослави тој јубилеј на Македонското радио и ја реализирахме книгата Радиото како судбина. Буквално тоа е историјата на Македонското радио до од основање. Од основање, па не знам која година беше тие 65 години. Зашто ги правам тие книги? Едноставно, се пак ќе цитирам еден од тие рецензенти мои. Преку тие книги се буквално современата историја на Македонија. Доказ, така е. За овие 30 години како сме живееле, кај сме погрешили, што сме направиле, кај треба да идеме. Еве, например, со Трајан Гоцевски објавивме и двотомната книга Македонија во НАТО. Буквално целиот пат на Македонија од таа чувена седница на Советот за безбедност 18. мај 1992 година, кога се
донесува заклучок дека Македонија треба да се зачини во НАТО, па се до 30 или 31 март беше 2020 година кога Македонија стана членка на НАТО. Како новинар имам широк круг на интересирање. Покрај надворешната политика, што ми е број 1 предмет на интерес, се бавам и со внатрешна политика, не толку. Председно надворешна. Председно надворешна. И се бавам многу со македонскиот јазик. Да. Значи, тоа е книгата, мислам за професорка Антич, вреди да споменеме и за тоа дело. Значи, вака како дојде да се издаде? За македонскиот јазик 7 или 8 книги се веќе издадени. 2 зборника по 100 годишнината од трагедијата на Блаже Коневски со професорката Вера Антич реализиравме. Тоа е првиот беше на Враке кон Коневски, вториот уште на Враке кон Коневски, во кој има 80 и кусур текстови на истакнати професори, домашни, странски, посветени на делото и ликот на Блаже Коневски. Потоа имам двотомно издание Јазикот нашата единствена татковина, тоа се 50 интервјуа, што ги реализира на програмите на Македонското радио, исклучиво посветени на јазикот и на македонистиката. Еве сега, за месец и пол, треба да излезе двотомно издание заедно со професорот Димитар Пандев. Тоа е ново сега. Ново сега треба да излезе и книгата е насловена За македонистиката отворена. Тоа се 40 интервјуа во кои јас и тој во изминатите 5 години ги реализиравме 40 интервјуа на Македонското радио и исклучиво посветени на јазикот, македонскиот јазик, на неговото настанување, развој, афирмација, борбата за негово меѓународно признавање или да кажеме негирање од страна на одредени центри, како што на пример соседна Бугарија и така. И сега во текне реализацијата на еден исто проект на Македонското радио, тоа е 120 години од објавувањето на македонската златна книга. За мене златна книга за македонските работи од Крсте Петков мисија. Збор 2 за неја? Збор 2 за неја, тоа се еве интервјуите ги работам. Значи се очекувам кон крајот на годинава да излезе таа книга. Во меѓувреме исто очекувам да се тие 30 исто така во 2021 година реализирав 37 интервјуа посветени исклучиво на Блаже Коневски. Книгата е готова, околу 600 страни, и сега чекам некаде да најдам пари за да ја објавам. Зашто се тоа кошта. Зошто Министерството за култура не може да партиципира? Па не знам, не сум правил муабет. Добро. Не сум правил муабет. Може ќе оцена дека од национален интерес таа книга. Не знам. Стварно, Министерството за култура ми прими една книга, мислам двотомна книга која треба да ја реализирам до 30 ноември, тоа е Македонија Словенија, калеидоскоп на пријателство и дипломатија. Тоа се 80 интервјуа што ги правил во изминатите 20 кусур години со словенички, исклучиво со словенички дипломати, политичари, председатели на држава, премиери, културни, научни и културни работници, исклучиво посветени на македонско-словеничката соработка. И таа книга треба да биде готова до двотомна книгата, треба да биде готова до 30 ноември. Стаменов, за вашиот критички однос за состојбите во новинарството нема да разговарам, затоа што навистина ми е задоволство да ве слушам во однос на ова што го работите како публицистика и како авторство. Меѓутоа ќе го ставам сега во контекст на образованието на новинарите. Дали сите овие книги може да бидат и предмет на изучување на факултетите, како се пишува, како се говори, каква е историјата? Со еден збор, при само читање на книгава, значи не ми е прв пат да ја гледам оваа книга, доаѓам до сознание дека може да биде интересно четиво и за младата генерација. Дали ова може да влезе во образовниот процес на факултет? Па сигурно дека може. Може повеќе аспекти, на пример ова книга или сите тие книги што сум ги објавил. Ова може да се научи прво посебно кога говорите за таа област која е посветена, на пример, за македонскиот јазик. Овде сакам да затоа што тоа се интервјуа кои сум ги работел ја на програмите на Македонското радио. Не сум ги работел да кажеме на некој високо научно ниво, него тоа се интервјуа кои треба да ги разбере најобичниот човек, слушател. И буквално тие книги, мислам, јас сум во тие книги, оне што прашуваат, другите одговараат, меѓутоа она што како книгата како целина буквално може да послужи за спремање на некои испити на факултет. Не, мислам дека од друга страна од друга страна тука може да се научи за мојот стил на новинарство се види каков е. Мојот пристап како новинар, кон темата, кон прашањата, кон
стилот мој каков и што е. За поздравување што Радио Скопје во периодот од како не само ние доаѓаме во Радио Скопје, туку и претходно има оделение за лектори кое е исклучително квалитетно. Претпоставам дека посветата на јазикот останува како обврска на сите институции, меѓутоа гледаме што се случува. Дали сметаш, например, дека и учењето и изучувањето на македонскиот јазик е еден вид гаранција за него, доколку се говори правилно? Па нормално. Нашата единствена борба е да го знаеме нашиот јазик, македонскиот јазик. И затоа треба книги колку што може повеќе да се издават. Сега ти издават. кажам, Славе, што се случи. Јас кога се вратив од Белград, далеката 85-6 година, и као хонорарец во телевизија Скопје тогашна, јас имав неголем проблем не со вестите како се прават вести, него со конструкцијата на реченицата. Јас имав српска конструкција на реченица. Сакал и не, пошто таму завршив. 2 факултета, 2 магистратури. И плюс тоа и образованието беше на српски јазик, книгите што ги читам. И јас бев принуден да македонскиот јазик почнам да го учам, иако ми мајчин јазик. Иако е мајчин јазик. И еве за тие, да кажем 40 години, јас се сметам можеби за најдобрите познавачи на македонскиот јазик. Затоа сакам неќе за да успеам како новинар. Јас мора да учам јазикот прво. Така е. Еве за книгите мене не ми треба лектор, меѓутоа сакаш некеш мора да ставиш ради законски некој име. Али добро, сите текстови што се објавува во Радио Скопје поминува на лекторска проверка. И тоа поминува, и учевме од лекторите. Учевме многу од лекторите. Таквата пракса е напуштена е веќе во медиумите, не само во Радио Скопје. Напуштена. Се голема надеж се ми дава и новиот закон што е предлог закон за заштита на македонскиот јазик, каде што конечно ќе се стават некои правила и игри кои мора да бидат така. Затоа што ние убаво кажал овој Блаже Коневски. Јазикот е наша единствена комплетна татковина. Да. Ако ние јазикот не го чуваме. Така. Никој ништо не сме. Мислам дека и во тој поглед и сакале некаде сега во рамките на преговорите, затоа што еден ден Македонија ќе стане членка на Европската унија, нашиот јазик стане официјален јазик во Европската унија. И сакале или не, ние мораме на тој јазик да работиме. Да, порано ќе ве потсетам, иако вие уште подобро тоа го знаете, дека Македонија во рамките на Југословенската федерација имаше многу бројни лекторати, како средишта во држави како Полска, Чешка, Источна Германија, тогаш каде што се изучуваше македонскиот јазик. Мислам дека на овој план новата власт или периодот после 90-тите години потврли, сега како да читаме за некои срамежливи информации дека наводно треба повторно да се отворат. Дали овие институции и ваквите форми ќе значат и заштита на македонскиот јазик? Па нормално, и афирмација на нашиот македонски јазик. Еве на пример сега во Пекинг се отвора лекторат по македонски јазик, во Турција во Истанбул е отворен и така е. И многу добро работи. Еве бев 4 и 5 мај бев на симпозиум во Лјубљана. И тоа беше прв симпозиум посветен на првата македонска поетеса Даница Ручига која загина во Скопскиот земјотрес. Во рамките на оделот за славистика работи одлично катедра за македонски јазик. И тие 2 дена што бев таму, разговарав со словенците, со тие професори, со студенти, одлично го дадат на нашиот македонски јазик. Мислам, као странци. И тоа е гаранција дека ние, дека тие лекторати, сакале или не, ние мора да ги отвараме на повеќе универзитети, во повеќе држави, затоа што преку тие лекторати го шириме нашиот македонски јазик, го афирмираме, а исто го развиваме. Сега да се пофалам, јас и Искра Чолович сме 20 луѓе што буквално од пепел и откривме и ја воздигнавме првата македонска поетеса Даница Ручига, која беше неправедно заборавена, дали намерно или не намерно. За неја веќе има објавено 9 книги. Еве сега го спремаме јубилејното издание, кој треба да излезе да биде промовирано на 27 јули. Зашто на 27? Точно на 26 има многу манифестации по повод 6 годишнината за гледачите. Може ли неколку информации за Даница Ручига во смисла со оглед дека претпоставувам е позната, но не доволно позната кај широкото население? За која личност станува збор? Па Даница Ручига
буквално првата македонска поетеса. Така. Со објавена книга, книгата се вика, првата нејзина стихова збирка е Сервино книги, објавена 60-та година, баш на годината кога сум роден јас. Ја спрема втората збирка, Зарабеници на ветрот, но загинува Скопскиот земјотрес и околу неа се создава еден мит. Кој е Даница Ручига? Даница Ручига, значи, не само што е прва македонска поетеса, она е и как да кажеме, не вознемувачка, него основач на и тој збор не е баш соодветен, меѓу да не ми текнува на така нареченото женско писмо во македонска поезија. Даница Ручига долги години беше заборавена. Кажу намерно или ненамерно и силно прилика 2002 година ја откриваме со Искра и тогаш ја објавуваме прв пат во 40 годишнината од нејзината смрт двете нејзини збирки, Сервино книги или Зарабеници на ветрот. Од тогаш ние постојано се занимаваме со делото и ликот на Даница Ручига, успеавме да ја прошириме и во Србија, да се случи с Даница Ручига. Успеавме во Словенија лани беше објавена прв пат целокупна за нејзина поезија и тоа беше и повод да се направи тој симпозиум во Љубљана и токму на денот на македонски јазик 5 мај. А какви се релациите меѓу поетесата и Словенија? Па таа е потатко словенка. Така. Потатко е словенка. И еве сега за 27 значи јули ја спремаме книгата, по повтор ќе бидат објавени двете нејзини стихови збирки, нејзините две последни песни, најдени во нативните нејзина Дом на Водно, и тука ќе бидат 5-6 рецензии. Дали може да излечам заклучок дека еден добар пример на минатото на оваа поетеса всушност станува основа за уште добри односи меѓу Македонија и Словенија, повторно преку примерот од ваша страна со колегите од Словенија? Па нормално. Нормално. Словенците прв пат слушна за Даница Ручига лани. Ете, објавија книга, односно не лани 2020 година. Стаменов, имаме ли и други примери вака што ќе најдеме и ќе ги популаризираме за младата генерација да видат дека луѓето и текако имаат потреба заеднички да комуницираат, да имаат заеднички дела? Па, не знам што да кажам за тоа. Еве, јас, например, одлично соработам со Милан Јазбец, словенецот, словеничкиот амбасадор. Еве, сега спремаме уште една книга заедно. Сега јас подготвувам книга со неговите македонски есеи. Значи, тој што напишал за Македонија, за македонците. Што е нов документ. Што е нов документ, кој се договоривме прво да биде двојадична книга, па сега решивме да биде две книги, значи македонско издание и словеничко издание на неговите текстови. Некои треба да се преведат од македонски на словенички, некои од словенички на македонски. Така да еве гледам овие колегите од Љубљанскиот универзитет, од филозофскиот факултет, воспоставиле блиски односи, релации и соработка со наши поети, поетеси, културна размена иде, се објавуваат наши книги во Словенија. Словенички не знам колку кај нас се застапени, меѓутоа некако иде работава. И се надам дека ќе се шири тоа, не само со Словенија, него и со Србија, со Хрватска. Примери, значи многу убави примери искажавте во овој интервју. Дали може да го излечам заклучокот дека за 20 години и овој интервју ќе биде документ што ќе го ставиме во полиците на нашата историја на македонското новинарство? Тоа да се надевам, меѓутоа колку паметно кажам сега. 20 години, тогаш 20-та би имале 80, веројатно. Здравје Боже. Здравје Боже. Здравје Боже. Ја се надам дека во наредните 20 години ќе обркам стотката. Така е. Од објавени книги. Тоа ми е желба, па сега колку ќе успеам и колку Господ ќе даде, тоа е друга песна. Стамено, навистина ви благодарам, задоволство е за гледачите да кажам дека и покрај тоа што сте новинар во македонското радио долги децении, воопшто и славо имате желба да се појавувате во електронските медии и во телевизиите. Беше навистина тешко да ве добијам поради ангажманот. Претходно имавме еден договор, па не успеавме да го реализираме тој интервју, зашто им се извинив на гледачите. Она што сакам сега да биде крајна и клучна поента. Дали овој порив, како што рековте, ќе го бркате рекордот од 100 книги и дали до крајот на животот ќе објавувате примери за нашата историја? Значи, вака, Славе, се зависи од финансиите, од парите. Јас имам желба има. Материјал уште за 30 книги. Едно складиране дома во компјутер, нешто по ленти, нешто ово, нешто она. Меѓутоа се зависи од парите. Така. Ако немаш пари, не можеш да објавиш книга нормално. И друга работа.
забележувам дека книгите уопште никој не ги чита. И со иска ги поклонуваме буквално по библиотеки. Нека народот може да се искапи, може да и не знам како. Проблеми што не се проблеми на Свето Стамено, меѓутоа проблеми кои Свето Стамено ги воочува поради пропусти во образованието. Тоа е тоа. И сега дека имам порив, имам. Еве сега баш денеска после ова интервју идам да ја подигнам новата книга. Тоа е заедно со Трајан Гоцевски, се разбира. Тоа е книгата се вика 30 години македонска армија од работ на бездната до НАТО армија, до НАТО армија, низ етерот на македонското радио Скопје. Тоа се 11 интервјуа кои лани специјално ги реализиравме по повод 30 годишнината на македонската армија. И као прилог на македонското радио кон тој јубилеј одбележувањето. Еве се случи да можам само да ви честитам да книгата денес излезе и да ја видам. Уште не сум видел. Така и да продолжите во оваа насока, независно од критичкиот став кој што сите го знаеме дека генерациите што доаѓаат помалку читаат, меѓутоа да се надеваме дека тие што читаат квалитетно и дека ќе имаме на некој начин забележана, документирана иднина со публицистички дела од ваков вид. Благодарам за гостувањето. Те благодарам, Славе, што ме покани. Почитувани гледачи, беше ова разговор со Свето Стаменов, мој колега од Македонското радио, кога започнувавме во далечната 1989 година, за, речеси, после 3 децении, после неколку издадени книги, да говориме за историјата на Македонското радио, Македонското новинарство, низ призма на нашите работни дневни задачи. Рекламен блок.